можеби е мое чувство, можеби не, можеби објективно, но има една општа мобилизација на граѓани. Последниве 2-3 недели, месец дена, секој ден има по 1 до 2 протести. Се сеќавате дека имаше пред месец и пол протести на оризопроизводителите. Да. Потоа имаше на земјоделците кои што се занимаваат со рано градинарство. Да. Пред тоа имаше депонијада. Потоа имаше екологистите во Битола кои што протестираат против депонијата. Имаше дел маршови протести во врска со трагедијата во Кочани. Вчера имаше штрајк на Сојузот на синдикати на Македонија. Да. Не, имаше и штрајк уште еден во Прилеп, исто така вчера. Да. Немаат земено плата вработените 7 месеци, не им се платени придонеси. Да. Сточарите протестираа и се жалат дека биле излажани од министерот за земјоделство, што не ме чуди, познавајќи го министерот за земјоделие вака лично, не ме чуди дека ги проштал по керамиди. Меѓу другото, не само министерот за земјоделие, мислам дека најголемиот дел од функционерите на ВМРО ДПМН прошетаа 430.000 луѓе по керамиди. На пример, од она што можев да разберам од изјавите на сточарите во Пелагонија, им било ветено дека ќе добиваат поголеми субвенции, поредовни исплати, почести исплати и така натака, гарантирана цена, гарантиран откуп. А она што им се има случајно сега е, тие се уште ги немаат добиено субвенциите по грло за јагне или овца, немаат ништо исплатено од субвенции, а дополнително укината им е субвенцијата за женско јагне. Не знам уствари зошто им е укината таа субвенција. Овој министер им има ставено услов 50% од јагнињата да ги продаваат на кланици. И кога ставаш таков услов, кланиците сега викаат: "Види, ти мораш да ми го продадеш јагнето на мене и сега сакал некел, ја цената ќе ја диктирам, ти мораш да ми дадеш 50%. Инаку додека не исполнат квотата од 50%, тие немаат право да извезуваат или да продаваат јагниња приват, што дополнително им осложнува работата и животот и перспективата на сточарите и на оние, посебно оние кои што чуваат јагниња во овој период. И тоа се случува се пред Великден, кога највеќе се продаваат јагнињата или до сега требаше да бидат продадени. Значи проблемот е повеќе слоен, имаат неисплатени субвенции, имаат укинати субвенции и имаат ставено услов 50% од јагнињата да мора да ги продаваат на домашни кланици. Што викаат сточарите? Велат: "Не знаеме зошто е тој услов стаен и зашто министерот не сака да го трне тој услов", но они се сомневаат дека постои некој бизнис интерес позади кој што стои оваа одлука на министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Инаку они си имале најдено и пласман да ги носат јагнињата во Бугарија, во Албанија, во Косово и во Хрватска, и тоа им е забрането. Не смеат да извезуваат јагниња и се луѓето со право прашуваат: "Ние како што да правиме се?"